Пријателите од џунглата. Си беа еднаш тројца најдобри пријатели: Врана, Глушец и Желка. Иако беа многу различни, многу се сакаа и се почитуваа. Враната имаше големи крилја со помош на кои леташе. Глушецот не можеше да лета, но имаше многу остри заби и пар симпатични тркалезни уши. Но Желката немаше ни крилја, ни заби, ни уши, но имаше цврст оклоп кој служеше како дом и како засолништа доколку беше потребно. Едно утро, тројцата пријатели беа собрани покрај потокот, кога одеднаш Глушецот ги начули ушите и рече: "Слушам топот од нечии копита. Да не доаѓаат ловците?" праша загрижено Желката. На крајот на краиштата, бидејќи беше бавна, ако требаше да се бега, таа мораше да знае многу пред време. "Ќе одам да проверам," рече враната и се вивна во небото. По кусиот извиднички лед се врати и ги утеши пријателите. "Не грижете се, тоа е само Елен. Веројатно сака да се напие малку вода." И токму тогаш животното скокна од грмушките и им се обрати со растреперен глас. "Ве молам, помогнете ми да се скријам веднаш мора. Еден ловец ме гони неуморно низ дрвјата на оваа гора." Додека Желката и Глушецот бараа место за да го скријат Еленот, враната одлета и по некое време се врати велејќи: "Да, во близина е еден човек, но нека не ве плаши, само поминува и нема да дојде близу живеалиштата наши." Кога го слушна тоа, сите воздивнаа со леснување, па тројцата пријатели му посакаа добре дојде на новиот член во нивната дружина. Од тој ден, секое утро, четворицата пријатели се среќаваа за да си играат. Но едно утро, Еленот не се појави на договорената средба. "Можеби нешто му се случило?" се прашуваше Желката загрижено. И така враната предложи: "Ќе одам да разгледам наоколу." По една минута се врати без див и со растреперени пердуви. "Пријателот наш, многу лош абер ни прати. Во опасност е голема, во стапица се фатил. Да го спасиме брзо, затоа што нема многу време. Во секој миг ловецот ќе дојде да го земе." Откако го кажа тоа, повторно одлета и следена од Глушецот, кој трчаше колку што го носат нозете, и од Желката, која што чекореше бавно и сигурно. Враната прва пристигна и го утеши Еленот дека засилувањето само што не стигнало. Малку подоцна дојде и Глушецот, па ја изгриза мрежата со своите остри заби и го ослободи пријателот. Токму навреме, само по неколку минути стигна ловецот. Кога ја виде празната мрежа, тој промрмори: "Не ми се верува. Каков малер, каква среќа лоша, ни зајак не се фатил, мрежава не вреди ни 5 гроша." Меѓутоа, токму тогаш ја виде Желката како пристигнува. "Епа денеска не го најдов она што го барам, но Желкава е совршена, од неа чорба да сварам." Пред будните погледи на незините пријатели, кои се криеа во грмушките, ловецот ја грабна кутрата Желка и ја стави во својата вреќа, која што потоа цврсто ја врза. Помислата дека настрада за да ме спаси ќе ме скрши. Поради мене Желката под ножот на ловецот ќе сврши, извика Еленот и без да се колеба истрча напред и легна на патеката, преправајќи се дека е мртов. За да изгледа повистински, враната слета на Еленот и се преправаше дека го колва. Кога ловецот дојде до него, беше пресреќен. "Фала ти Боже, запленов без да го бркам. Ем ке печам Елен, ем чорба од Желка ќе сркам." Тој клекна за да го крене животното на своите плеки, а вреќата
со желката ја остави на земја. Одеднаш, враната и еленот му се нафрлија на ловецот. Враната гракаше гласно, гра, 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 и го колваше човекот, додека еленот го туркаше назад со своите рогови. Ловецот речиси ќе се онесвештеше од страв и падна на заечки, извикувајќи: "Помош!" Враната и еленот потоа ја спраштија во шумата, додека човекот, откако се созеде воздивно. "Штета, но еленот ми избега навистина вешто, ама барем ја имам желката за ручек и тоа е нешто." Кога се сврте да ја земе вреќата, забележа дека е многу лесна. Глушецот ја искористил мешаницата пред малку и ја изгризал вреќата за да ја ослободи желката. Ловецот длабоко воздивна и се врати дома со празни раце. Четворицата пријатели пак се прегрнаа и запеа. Секој од нас, колку да е голем или мал, од срце се труди да помогне кога во небрано ќе се најдат сите други. Кога си во неволја и кога во опасност е твојот живот, секогаш се тука еленот, враната, желката и глувчето сиво. За повеќе интересни, приказни бајки и сказни, како и за подршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.